Актерската екипа за 4 предстојни биографски филмови за Битлси е официјално објавена. Харис Диниксон ќе го игра Џон Ленон, Пол Мескал ќе го игра Пол Маккартни, Бери Кеоган ќе го игра Ринго Стар, а Џозеф Квин ќе го игра Џорџ Харисон. Режисерот Сем Мендес потврди дека сите 4 филма ќе бидат прикажани во април 2028 година, пишува Guardian. Не снимаме само еден филм, правиме 4. Можеби ова е можност да ги разбереме малку подобро, рекол Мендес. Тој ги нарече и најважниот бенд на сите времиња. Со години се обидував да снимам филм за Битлси, но на крајот се откажав. Приказната беше преголема за еден филм, а јас не сакав да снимам серија. Мора да има начин да се раскаже епска приказна за новата генерација, рекол Мендес и додаде дека има уште многу да се истражува за нив. Овој проект го има благословот на Меккартни и Стар и семејствата на Џон Ленон и Џорџ Харисон, а тоа е прв пат тие да имаат дозвола и од Apple Corps, корпорацијата која управува со Битлси. Мендес исто така е режисер и добитник на Оскар, а некои од неговите најпознати филмови се Skyfall за Джеймс Бонд, Американска убавина и 1917. Битлси се формирани во 1960 година, а се распаднаа во 1970 година. Тие го сменија текот на музичката историја со нивните хитови, а за нив се снимени и бројни документарни филмови. Вестите дека милиардерот Џеф Безос и неговата долгогодишна свршеница Лорен Санчес конечно ќе се венчаат, овој пат за вистински го обиколија светот. Откако претходно ја демантира информацијата дека планираат раскошна венчавка во монетското американско зимувалиште Аспен во Колорадо, основачот на Амазон и Санчес наводно ќе се венчаат за неколку месеци во Ла Серенисима, како италијанците ја нарекуваат Венеција. Според неколку извештаи, Безос и Санчес ќе кажат да во Венеција ова лето помеѓу 24 и 26 јуни. На оваа одлука и претходело нешто што налекувало на процедура кога градовите се надпреваруваат за домаќини на Олимпијадата. Морис Церон, генерален директор на Советот на Венеција, изјави за лондонски Таймс дека е започнал својата кампања пред неколку месеци откако слушнал за венчавката од Доменико Долче, коосновачот на Долче Кабана. Пред 7 месеци Доменико Долче ми кажат дека Безос се ожени. Се фатив за работа за да го донесам овој брак на векот во Венеција. Така започна, изјави Серон за весникот. Скопје ќе биде домаќин на еден од најголемите музички настани во својата историја. За прв пат на нашиот простор светски познатиот музичар, поет, писател и композитор Ник Кејв ќе го одржи својот концерт на 22 август 2025 година на стадионот на Арама во Скопје во рамки на својата Ник Кејв соло турнеја. Ник Кејв, кој важи за еден од најважните и највлијателните музички артисти на нашето време, ќе настапи во најинтимната форма придружуван од басистот на Radiohead Колин Гриндвуд на сцена која ќе ја исполни со емоционални и искрени песни. Овој концерт не е само музички настап, тоа ќе биде искуство кое ќе остави неизбришлива трага кај сите кои ќе бидат сведоци на неговиот настап. Во организација на Литература МК, второто издание на Фестивалот за литература и општа култура Видик ќе се одржи од 2 до 16 април 2025 година. Со иновативен спој на повеќе области на културата, фестивалот Видик отвора нови културни видици, давајќи значајна поддршка на авторите од сите области на културата, посочуваат од Арс Ламина публикации. Оваа културна манифестација годинава ќе има и хуманитарен карактер, имено средствата од продадените билети за музичките и театарските настани ќе бидат наменети за настраданите во несреќата во Кочани.
Во книжарницата литература ќе се одржат 15 настани кои ќе ги обединуваат литературата, музиката, театарот и уметноста, давајќи значајна поддршка на авторите од сите области на културата. На програмата се промоции на книги, музички настапи, театарски изведби, изложби на фотографии и илустрации, проекции на документарци и мултимедијални презентации. Фестивалот ќе почне на 2 април среда во 19 часот со промоција на најновиот роман за возрастни од писателката Оливера Кјорвезировска "Три мари" во издание на Арс Ламина. Промоторка на книгата ќе биде Илина Јакимовска, а извадоци ќе читаат актирките Катерина Куцевска, Билјана Драгичевиќ Пројковска и Симона Димковска.